Едната слика која што може да ја направи вештачката интелигенција е буквално да оживееме, или ајде да кажам во 3D филм, да реставрираме еден ден. Се она што лежи во архивите по институциите да го извадиме на површина и да почнеме да зборуваме за него, да не биде веќе табу. Така што фолклорот и традицијата и целата наша професија која што се занимава со ова, баш смислам дека сега ни се 5 минути. Секогаш ќе има два врсти на луѓе. Нема да има само луѓе што ја сакаат технологијата, туку ќе има и луѓе што го сакаат тоа рачното. Иако значи има сега направени се и роботи кои ќе земат, ќе сликаат, но ипак не е истото. Друго е жива душа да земе да црта, да направи нешто, од ништо да направи нешто, друго е компјутерот нешто, од ништо нешто да прави. Ја не се осеќам уопште загрозен, пошто мислам дека сигурен сум сега за сега. Барем во мој животен век. Конкретно ова, две исти вакви макети у свет не може да има, дури ја да ги направам, две исти нема да ги направам. Јас како творец не можам да си дозволам некој да ми напише песна на компјутер па да ми ја даде како моја да биде. Не може тоа да биде. Јас сум творец. Во таа смисла јас сум загрозен малку. И докај ќе стигнеме, не знам, меѓутоа се што е ново треба да го поздравиме, треба да го прифатиме и треба да со него да заживееме. Мислам дека никогаш нема да се замени лекарот како лекар, туку само треба да се заменат вештините кои што тој лекар ги има. Треба само едукацијата и фокусот да биде на во некоја насока која што би ја направило полесна и подостапна и за користење вештачката интелигенција од страна на лекарите. Може да дава своји сугестии, предлози, може да ја забрзува работата на докторите, да им биде на некој начин копајлот за справување со некој конкретен пациент. Меѓутоа дека во овој момент вештачка интелигенција може да замени доктор, далеко сме од тоа. Пекарите се сега за сега сигурно. Автомеханичарите исто. Сите занаети што ни требаат за по дома од време на време за интервенција. Пред се канцелариските професии, онаму каде што одлуките донесени од луѓето во тек на обавување на своите должности не се живото загрижувачки. Ова што денес де факто се случува е масовни отпуштања во маркетинг агенциите, рекламните агенции. Луѓето ќе си олеснат работа, но ќе можат ли сите да се вработат тогаш? Од еден компјутер ќе замени стотинат луѓе. Каде тие ќе одат? Не ми е јасно на мене. И размислувам. Ќе се најде решение и за тоа, но јас не го знам сега.